Добар ден, ученици! Вие сте дел од часот по предметот биологија, кај што ќе се реализира наставната содржина истражување на дишењето кај растенијата и животните за 7 оделение. Јас сум наставник Сонја Јанкуловска, наставник по биологија и природни науки при Основното училиште Даме Груев, Битола. За денеш ќе ви треба тетрадка и стило, прибор за пишување. Она што сакам да го истакнам на самиот почеток, кога станува збор за оваа наставна содржина, ќе се работат низа експерименти преку кои што ќе го докажуваме процесот на дишење кај живите организми. Пред да почнеме со реализација на активностите, ќе направиме едно кратко повторување на она што го имате, што го работевме претходните часови, со тоа што сега ќе го стопирате видеото и во вашите тетрадки ќе направите поврзување на зборовите со нивното значење. Па да започнеме. 1. Дишење. Процес при кој се ослободува енергија од храната. 1В. Број 2. Кислород. Г е потребен за да се ослободи енергија од јаглехидратите во организмот. Јаглерод диоксид, отпаден производ на дишењето. Вода, Б, се употребува во други процеси во организмот. И 5. Енергија, потребна за извршување на било што во организмот. Исто така да видиме што се случуваше уште еднаш да повториме во организмот при навлегување на кислород, односно при вдишување. Доаѓа во клетката до тивкосогорување или разложување на гликозата или јаглехидрати, при што се ослободува јаглероден диоксид, вода и енергија. Дека се ослободува енергија, односно дека има одредено количество на енергија во секој вид на храна, тоа го докажавме, претходниот час, преку експеримент со кој што ја одредувавме енергетската содржина на одредени намирници, прехранбени намирници. Додека пак денес, целта на часот ќе биде експериментално да се покаже дека јаглерод диоксид се ослободува за време на дишењето. Наша теорија која е? Дека сите живи организми дишат и ослободуваат јаглероден диоксид. Одиме постапно. Прво, преку експеримент ќе го докажеме ослободувањето на јаглероден диоксид при дишење кај човекот. Кој материјал ни е потребен за изведување на овој експеримент? 2 тест епрувети, плута со 2 дупки, по 2 стаклени цевки на епрувета, шприц и свежо подготвена варова вода. Одиме која е постапката за реализација на овој експеримент. Во 2 епрувети ставаме свежо подготвена варова вода. Понатаму ги затвараме 2 епрувети со плута, со по 2 цевки за тестирање на А и Б, како што е прикажано на сликата. Понатаму, во епрувета А вдишуваме, односно издишуваме воздух и ги запишуваме нашите наблюдувања, додека пак во епрувета Б шприцуваме, односно внесуваме воздух. Исто така ги запишуваме нашите наблюдувања. Што забележуваме? Забележуваме дека варовата вода станала млечно бела, како во едната, така и во другата епрувета, со таа разлика што во епрувета В потребно е подолго време варовата вода да стане млечно бела. Кој е нашиот заклучок? Со овој експеримент се докажува дека за време на дишењето издишуваме повеќе јаглероден диоксид отколку што го има во воздухот.
Одиме кон реализација и докажување преку експеримент дишењето кај животните, дека и тие при дишење ослободуваат јаглероден диоксид. Што ни е потребно за овој експеримент? Потребни се 2 епрувети, во кои што ставаме иста количина на варова вода, една метална подлога, како за епрувета А, така и за епрувета Б, со тоа што во епрувета А ставаме некој жив организам, овој случај копнени ракчиња, додека пак епруветата Б не е празна и двете епрувети ги затвараме со плута. Наблюдуваме и ги забележуваме нашите наблюдувања. Забележуваме дека варовата вода ќе се претвори во млечно-бела боја во епрувета А, додека пак во епрувета Б водата ќе си остане бистра. Преку овој експеримент докажуваме дека при дишење животните исто така ослободуваат јаглероден диоксид. Одиме кон реализација на следниот експеримент, како можеме да докажеме дека јаглерод диоксид се ослободува за време на дишењето кај растенијата. За овој експеримент потребни материјали ни се конусна колба, плута, изртени семиња, свиткана цевка и чаша со свежо подготвена варова вода. Која е постапката? Во колбата додаваме изртени семиња, ја затвараме колбата со плута во која е фиксирана свитканата цевка. Другиот дел од свитканата цевка да биде потопена во варова вода, како што ви е прикажано на сликата. Ги запишуваме нашите наблюдувања. За резултатите од ова наблюдување потребно е подолго време, односно некаде околу 2 дена, каде што ќе забележиме дека исто така варовата вода станува млечно бела, со кој што со ова се докажува дека јаглеродниот диоксид се ослободува при дишење кај растенијата. Експериментот за докажување на јаглеродниот диоксид можеме да го реализираме и со помош на хидроген карбонат индикатор. Познато ни е дека јаглеродниот диоксид е малку кисел гас. Ако јаглеродниот диоксид се раствори во распор од хидроген карбонат индикатор, црвено-портокаловата боја на индикаторот се менува во жолта. Кога ова го знаеме, преминуваме кон изведување на експериментот. Земаме 2 епрувети. Во двете епрувети ставаме одредена количина на индикатор. Во двете епрувети на подлога ставаме во епрувета А изртени семиња од грашок, додека пак во епрувета Б ставаме мртви семиња. Двете епрувети ги затвараме. Чекаме и ги забележуваме нашите наблюдувања. Што забележуваме по известно време? Забележуваме дека во епрувета А индикаторот ја менува бојата и добива жолта боја, што значи дека семињата ослободиле јаглероден диоксид кој се растворил со индикаторот и премина во жолта боја, додека пак индикаторот во епрувета Б не ја менува бојата, односно си останува иста, што значи дека тука немаме присуство на јаглероден диоксид. Со ова завршуваме со експерименталниот дел и докажувањето дека навистина при процесот на дишење сите живи организми вдишуваат кислород, а издишуваат јаглероден диоксид како отпаден производ. Пред да заврши часот, ќе направиме едно кратко повторување на оно што го имаме работено овие 2 часа, со тоа што ќе го запрете видеото и ќе пробаме да дадеме одговор на прашањата. Одиме под 1. Внимателно погледнете ја сликата и одговорете на следниве прашања. Под А. Во која тегла количината на јаглероден диоксид ќе биде најголема
и зошто? Одговорот е во која тегла? Тоа е во теглата Б, заради тоа што имаме поголем број на живи организми. Тука имаме и растение, а имаме и животни, односно клувчиња. Под Б, во која тегла количината на јаглероден диоксид е најниска и зошто? Најниска количина на јаглероден диоксид имаме во тегла А, заради тоа што во текот на денот јаглеродниот диоксид растенијата го користат за процесот на фотосинтеза. 2. Внимателно погледнете ја сликата и одговорете на следниве прашања. Значи, имаме под А вдишување на воздух во епрувета исполнета со чиста вода, а под Б имаме вдишување на воздух во епрувета исполнета со варова вода. Кој процес се тестира во оваа активност? Под А тестираме и докажуваме дека при издишување се ослободува газ, меѓутоа не знаеме самите меурчиња кои што се прават во водата, додека пак во Б се тестира присуството на јаглероден диоксид, каде што имаме менување на бојата. Толку, деца, за овој час. Се гледаме, ви благодарам и се гледаме следниот час. До гледање.